Денеска утрото го стартуваме со доктор Маријан Стојановски, кој работи околу 25 години како стоматолог. Верувам дека овој разговор ќе биде интересен и корисен за нашите гледачи, со оглед на тоа дека се разбира ќе напоменаме нешто за самото работно искуство на мојот денешен гостин, но воедно и за правилна орална хигиена на нашите зъби. Да му посакаме добро утро на доктор Стојановски. Добро утро, добро ве најдов. На самиот почеток ќе прашам како ви стартува едно вообичаено утро, дали може би ги сакате утрата, дали ви се исполнете со работни уврски или пак сепак имате време за едно кафе во раните утренски часови? Па јас сум рано будник, станувам во 5:30 најкасно и веднаш кога ќе се разбудам, располагам со големо количество на енергија, со многу планови, размислувања за работниот ден и мене не ми е потребно кафе да ме разбуди, не сум зависен кафето да ме разбуди. Меѓутоа, кафе ритуалот наутро ми е неизоставен, затоа што представува единствениот мирен момент во еден динамичен ден кој што го имаме полн со стресови. Кафето е баш така релакс момент кој што мораме да си го посветиме секој утро. Како ви изгледа пак еден вообичаен работен ден? Од какви се работни уврски ви се состои истиот? Денот започнува 8:30, каде што се припремаме за работа. Нашата работа е поспецифична. Јас сум стоматолог, меѓутоа пародонтолог, што подразбира дека работам мукопластична хирургија и тоа се почесто. И имплантологија, имплантопротетика, значи специфични случаи за кои што треба соодветна припрема и за јас да се припремам за интервенциите и персоналот. И тоа го сваќаме сериозно. И после испраќањето на децата на училиште и најмалата ќерка во градинка, нема друга посветеност, односно максимално се посветуваме на работата. Па имав среќа, прво да кажам дека јас сум посветен работник, стоматолог, што си ја сака својата работа, човек што нема пари и мора да заработува, да се труди секогаш максимално и целиот тој максимален труд и искуство имавме среќа да ни сукаже прилика да го споделиме со колегите и во Македонија, меѓутоа многу почесто надвор од Македонија. Имав среќа да посетам земји кои што не би ги сретнал никогаш, да речеме туристички не би отишол. Да не го работев ова. Имам повеќе обуки во Обединети Арапски Емирати направено. Го имам посетено Иран како едно неверојатно позитивно изненадување и убавината на земјата, таа персиска култура успеав да ја видам и луѓето се доста спремни, начитани, познаваат сите неколку јазика и се одлични клинички лекари. Минатава година предавав во Виетнам 2 предавања, во Грузија, во Романија, во Бугарија, во Швајцарија, во Италија на повеќе странски настани и успеавме да споделиме нашата успешна клиничка работа со колегите од светот. Освен разменувањето на искуства, веруваме дека таму кога имате обуки во други земји, имате поинакви невообичаени. Па да, ете овие екзотичниве земји, таму нема кафе пиење, таму наутро се пие чај и они посветуваат многу внимание. И јас не сакам да пробам кафе, сакам да ја пробам, да го нивниот ритуал да го да го искусам, да. Имаат неверојатни чаеви за се, тие се и ги користат. Имаат многу по-друго темпо на живење, многу по-релаксирани се, стрес нивото го не само со чај, туку и со медитација. Составен дел од виетнамската култура е медитацијата, така да имаат одлични начини како да го исконтролираат стресот во текот на денот. Денот е комплетно различен кога се припремаме за хируршки интервенции и кога се припремаме за предавање. Се сочуваме со голема група на луѓе. Треба тие да се обучат, треба сите да излезат среќни и задоволни од таа обука, така да комплетно различен е денот и комплетно различна енергија.
Напоменавме нешто повеќе за вашите работни уврски, за тоа како ви изгледа едно вообичаено утро. Сакам да напоменеме нешто околу самата орална хигиена поврзана со утрото, како треба да изгледа онаа правилна хигиена на нашите заби во раните утренски часови. Кога разговараме за хигиената на зъбите, јас би сакал да се навратам и да ја кажам најдосадната, ама и најмокната реченица во здравството воопшто. Подобро да се спречи отколку да се лечи и хигиената е половина здравје. Кога станува збор за стоматологија, за забалото, за зъбите, хигиената е 100% здравје. Така да хигиената на сабајле, хигиената на вечер е неизоставна. Не само да се исчеткаат зъбите, туку да се искористат повеќе помагала кои што олеснуваат во чистење на меѓузабните простори, има течности за проплакнување кои што можете да ги купите, можете и да ги наберете во природа. Во Македонија има жалфија со одличен квалитет, па од таа жалфија да се направи чај во ладна форма кој што би служел како антисептик за испирање на забалото, така да доколку се четкаат зъбите, проблеми со зъби нема да има. Дали можеби кафето штети на нашите зъби? Кафето има многу повеќе полезни состојки во себе, корисни за организмот, а штети на зъбите само доколку немаме редовна хигиена. Доколку јас себе во мојот живот никогаш не сум правил професионално чистење кај колега на стоматолог, заради тоа што имам највисоко ниво на хигиена и ги имам сочувано сите мои зъби, кафе пијам редовно, и кафето мене ми нема наштетено. Значи, доколку четкаме, доколку се посветиме на хигиената и на здравјето на нашето заболо, нема да имаме никаков проблем со кафето. Кои намирници пак најмногу ги оштетуваат зъбите? Па, шекерите, секако најмногу. Помеѓу колеги разговаравме, локумот е нешто што многу тешко може да се исчисти од меѓузабните простори, па доколку не се исчисти за кратко време знае да направи сериозно оштетување. Карамелите, во основа шекерите се проблем. Сега се покажало дека секојдневното користење на шекер е поголем проблем отколку инцидентно во една недела, во еден ден во неделата доколку користите шекер и неколку здрави навики да се имплементираат наспроти нездравите и се ќе биде под контрола. Имаат ли македонците здравствена култура според вас? Македонците имаат здравствена култура повеќе од неколку земји во регионот, бидејќи имам лично видено. Сега организацијата во тие земји е малку, можеби да кажам, подобра и тука некаде сме со квалитетот на забалото. Штета е што прекасно стигнуваат пациентите за некои интервенции и многу потешко може да се помогне. Кога разговараме за имплантологијата, имплантите се во високи 90% се прифаќаат од организмот, кај непушач и ризикот е до 3%, кај пушач е до 30%. Тоа е огромна разлика, меѓутоа кај нас имаме се повеќе пушачи или пушачите денес многу тешко се одвикнуваат од цигари, затоа што цигарите ги направија по-слаби, па се пушат повеќе цигари и повеќе се манипулира, се работи и потешко човекот кој би се одвикнал од цигарите, нема што да прави со рацете, таа една орална фиксација и работа околу цигарите недостасува и затоа брзо се враќаат на никотинот на тутунот. Еве веќе кога говоревме досега за самата правилна орална хигиена, на самиот крај може да дадете и апел до нашите гледачи во однос на тоа уште еднаш како правилно да ја одржуваат самата хигиена или пак во однос на некој проблем кој што се јавува најмногу кај вашите пациенти. Најголем проблем и број еден причина за губиток на зъби покрај кариесот е и пародонтопатијата, односно болеста на околното ткиво околу зъбите. Чувајте го вашето орално здравје, тоа е првата врата на вашето здравје и првиот извор на инфекции на повеќе системи кои што се асоцирани или поврзани со нарушеното дентално здравје. Четкајте ги редовно зъбите и грижете се за вашите зъби, сочувајте вашата насмевка. Би сакал за крај
Ако ми дозволите, вчера разговарав со една колешка, Славица Ѓурчевска-Горјанска, каде што сакавме да го подигнеме или да го актуализираме повторно, да актуализираме темата за свесна седација. Тоа е нешто што недостасува во Македонија. На тој начин и ќе се, доколку се имплементира оваа свесна седација, ќе се работат стравот од денталната фобија ќе се супримира, повеќе пациенти ќе дојдат навремено да си ги решат зъбите и ќе имаме подобро дентално здравје. Има категории на граѓани со потешкоти кои што секако потешко е да се работи кај нив и навистина има една потреба од свесна седација во Македонија, бидејќи ја имаме секаде во регионот. Убаво е кога колегите комуницираат и доколку би дошле заедно до подобри услови за нас и за пациентите, би било подобро за сите. Ви благодарам многу за одвоеното време и за првото утринско испиено кафе. Благодарам и на вас.